Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва под лупа ќе го оставиме храмот на книгата. Ќе зборуваме за Националната установа библиотека Григор Прличев, а мој вечерашен гостин, на моје големо задоволство, е и мојот колега Милчо Јовановски и од неодамна дел од Националната установа библиотека Григор Прличев, вистински човек на вистинско место, така јас би рекла. Добре дојдовте во Лупа и сигурна сум дека се пронајдовте себе си во библиотеката Григор Прличев, затоа што пишаниот збор не ви е нешто што ви е далечно. Благодарам, колешке Лионела, благодарам на ТВМ што е те остапува простори за храмот на културата или на книгата, како што рековте, Националната установа библиотека Григор Прличев. Токму така, колеги, ако не пречи и на публиката, би оделе потоа и на ти, за да бидеме поприсни во разговорот. Па то така и некако спонтано ќе си дојде самото. По себе, да. Да, точно така. Скоро 6 месеци сум во Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид. Раководител на оваа институција или директор е госпоѓата Гордана Змејковска, која ве денеска ме области поради своји оправдани причини и зафатеност да зборувам во име на библиотеката. Очигледно природно, според она што го работев целиот живот во новинарството, сметајќи дека и така на поедноставен начин и поблизо до јавноста ќе можеме да ги презентираме сите активности на Националната установа кои ги имаше во текот на минатата, а ќе ги има во оваа година, па би рекол во некој средоночен период. Да, се снајдов убаво, навистински како риба во вода, што би се рекло, затоа што по мојата прва професија, морам да кажам, она што сум завршив е филолошки факултет, македонски јазик и поранешна југословенска книжевност. Работев 30 и нешто години во новинарството и понатаму и со новинарството паралелно, но сега навистински се пронајдов во меѓу книгите таму каде што секогаш сум сакал и да бидам. Така. Кога ја поканив госпоѓата Змејковска да ми биде гостин во Лупа, како прв човек на Националната установа, таа рече навистина дека е зафатена за овој четврток, дека да одложиме за некоја наредна емисија, но јас сакав токму сега да ја реализираме емисијата и разговорот. Има повеќе причини, па потоа таа ми рече ако не ви пречи да го пуштам вашиот колега, тој има и повеќе искуство за пред екраните. Мене навистина воопшто не ми пречи, ако е таква и политиката на куќата, секогаш добре дојден во ТВМ, а за разговор имаме што да зборуваме, малку ќе ни се овие 40 на минути. Се надевам дека ќе го оправдам, да речам така, ќе оправдам довербата и од институцијата која ме праќа тука и од личноста која се заложи ете вечерот да бидам со тебе овдека спроти и да говориме под лупа за сето оно што се работи во библиотеката. Така. Најпрво ќе започнам од она што сите ги интересира, и охриѓани, и нам новинарите, што е и што се случува и докаде е преселбата, тоест проширувањето на библиотеката Григор Прличев, затоа што овој процес започна пред неколку години, но никако да се финансира. Сите веќе добро знаат дека оној простор каде што беше Националната установа фестивалот Охридско лето е остапен на библиотеката, дека таму треба еден дел од незе да биде пренесен, односно таму да биде реорганизиран тој простор, да се добие една современа библиотека, повеќе наменска, но еве некако работите тапкаат во место. Ајде од тука да започнеме, па потоа ќе зборуваме за се она што се активности и планови за ова година. Се согласувам, кога имате простор и кога имате шанса да се проширите и да размислувате како тоа, потоа полесно да се делува, затоа што кога имате простор во кој не може да се сместат сите книги, тоа е многу потешко. Јас би рекол дека ова е проблемот со Националната установа библиотека во основа на просторот е долгорочен, односно се протегнува можеби од самото нејзино основање после ослободувањето, иако корените на библиотекарството во Охрид се многу подолги и се разбира се враќаме дури и векови наназад, но сега би говореле за овие 70 и кусур години за кои всушност можеби сме и најповикани да говориме или сме да речеме таа генерација за која во моментов подеднакво работиме на културата и мисијата која има книгата. Точно така. Националната установа библиотека Григор Прличев, знаеме дека во 2000 година беше рушена старатка зграда, каде што сега тој малиот мини плоштад помеѓу тоа е Александрија и куќата на Зарчеви или Болдичките цркви. Тука се направи тоа што се направи и од тогаш почна да речем на некој начин голготата на Националната установа библиотека. Тогаш беше определен тој простор во кој што сега се наоѓаме од 260 метри квадратни. И како времен простор беше најавен, но еве тој времен простор
Да, колку години веќе, 20 години речиси. Скоро речиси 2 децении. Потоа имаше за време другата на претходната власт исто така најави дека прво беше доделен простор каде што сега е Охридско лето во моментот, па потоа да се премислат очигледно сваќајќи дека не е тоа вистинското решение за библиотеката, да направат, да речам, некоја трампа или промена на просторот помеѓу она што го имаше Охридско лето, а каде што беше поранешен путник да оди сега каде што всушност е дирекцијата на фестивалот Охридско лето. Но јас за тие трампи не би зборувал за она што ние добиваме со тој простор, да речеме од исто така 260 метри квадратни, идентичен на оној кој во моментов го имаме, а тоа е дека всушност со тој ќе се реши одреден проблем. За жал, нема повторно да се реши целото прашање на библиотеката во смисла не на комодитетот на вработените само, туку во комодитетот на што се вика услуга на луѓето и заштита и чување на книжниот фонд. Може би подотно ќе ме прашате со колку книги располага библиотеката. Еве сега малку да ја кажеме таа работа. Во моментот имаме над 100.000 наслови. Тоа не е мала бројка и мислам дека не може да се сместат сите наеднаш и им се даде на вистинска простор. Тоа зборувам како тоа сега ќе оди сукцесивно префрлање од една на друга страна. Полека се работи. Минатата година, благодарение на владата на Република Македонија, по барање на Националната установа библиотека, беше стигна опремата, би рекол, или мебелот и шкафовите и рафтовите, обично кажано, каде што ќе треба да бидат поставени дел од книгите. Оваа година, односно минатата година, знаете, сукцесивно бараме од Министерството за култура, се префрлаат пари или се конкурира во претходната за наредната година. Така нашата институција, раководена од директорката Змејковска, има веќе побарано средства, а тоа се намена за доопремување на тој дел, борувам веќе на новиот простор, во смисла на компјутеризација и во смисла на грејни тела, затоа што одредените книги бараат и одредена температура под која ќе се чуваат, а и нормално оние кои ќе ги користат услугите во иднина во просторот ќе треба да се чувствуваат лагодно, а не како во зима кога би било премногу студено или во лето кога не може човек да остане иако е веќе на затворен простор да дише. Инаку, барем од оние разговори што сме ги правиле со директорката Сова или со оние кои што беа, па затоа што овој проблем се провлекува, рековме подолго време, па повеќе раководства беа засегнати со истиот. Кажа дека планирано е во тој нов простор да се смести, значи, читалната, библиотечниот фонд, а администрацијата да остане онаму каде што и сега е. Дали тој план останува и понатаму или нешто се менува во меѓувреме? Да бидам искрен, подготвувајќи се за овој настап и доаѓањето во телевизија, се интересирав за тоа што сепак 6 месеци не е некој голем временски период во кој можете да ги дознаете сите тајни на институција која трае со децении, но во разговорот со раководителката или со директорката и со колегите со кои секојдневно комуницираме и работиме, го бараме најсоодветното и максимално решение. Значи, едно се плановите, друго е практиката која ќе излезе што и каде може да се пресели и кои оделенија, затоа што мораме да признаеме дека сега имаме некоја физичка бариера, односно пречка. Знаете, има 2 влезови, дел во кој што треба да се реши како ќе се користи од другата институција, Центарот за култура Григор Прличев, каде што најверојатно ќе мораме како службен влез да користиме од една во друга просторија сегашната галерија која е свртена кон Рамстор или кон споменикот на Прличев, тој дел вака поописно за гледачите. Значи има работи кои треба да ги решиме и како физички ние би постигнале да не испадне шетање на публиката или на читателите од една во друга. Ако, например, сакаат да наплатат или да земаат книга, да нарачаат оттаму, да ја земаат од другата страна, ги правиме тие конкретни анализи, меѓусебно колегијални и натрешно. А дали ќе биде, значи каква е климата? Дали е тоа возможно? Дали е изводливо? На каква реакција мислам дека ќе успееме. Нели, секој договор кој ќе гради, како што велиме, нели, мислам дека сите заеднички во институцијата ќе најдеме најоптимално решение за тоа да не го чувствува, да не биде натовар на читателите и оние кои се консументи на нашите услуги, туку да го најдеме оној баланс помеѓу она што нас ни одговара, односно да бидеме практични, функционални, исто така и за оние кои ги користат нашите услуги. Мислам дека има простор и уште да одговорам на тоа прашање дали сигурно ќе биде следно до кога би влегле во тие нови простории.
Ние чекаме тоа да се случи секој ден, што би се рекло, но некаде од почетокот на март, предпоставувам април месец, да не држетаме за збор, тоа зависи од сите оние тендери кои минуваат и работи кои се во Министерството за култура, каде што постојат комисии кои одредуваат кои колку средства во Македонија ќе добијат колачот за култура. Се надеваме дека она што го имаме побарано како инвестиција во она опрема која што ви реков се во моментот, клима уреди, лади грее и компјутери кои што ќе подотно ќе зборуваме зошто ќе ни бидат потребни, да дојдат, да пристигнат, да ни бидат одобрени, за потоа да едноставно ние да почнеме сето тоа да го тавиме во употреба и во функција. Ова што рековте дека немате физичка поврзаност на едната со другата зграда, па сега се прави некаков договор со Центарот за култура Григор Прличев, дали може би тоа ја одолжува работата или? Не. Во моментот тоа не е, моментот е ова што треба да дојде. Значи ние може да започнеме и во тој дел од која ќе ги преселиме работите. Тоа не зависи за како да кажам во најголем дел за читателите. Тоа е работа која сега ќе ни биде, знаете како е тоа, замислете се вие студиото да ви биде во едно место, редакцијата да биде во друго. Тоа е малце комплицирано, така и овдека, но се надевам дека ќе се најде заеднички јазик, ние сме постиг заеднички покрив, постојат услови и работи за кои подотно би разговарале или едноставно во некоја друга пригода подетелно би ги објаснале од кога и првите луѓе на двете институции ќе седнат заедно со представници на Министерството за култура да го најдат вистинското решение, не би рекол за проблемот, туку за решавање на нешто што ќе биде во функција на двете институции. Така. Што добиваат охриѓани со овој нов простор? Значи, ќе добиеме ли една современа библиотека по сите стандарди кои што треба да ги има еден ваков простор или повторно ќе калкулираме со некои работи? Ќе бидам искрен. Значи, ова го зборувам лично како Милчо Јовановски. Сум видел доста библиотеки по светот поради професионалната наша деформација, новинарски и така натаму. Меѓу другите сум имал шанса во животот да ја посетам и Александриската библиотека како најсилна или најпрва во светот што ја сметаат нели во Египет. Ние, за жал, морам да признам дека ќе бидеме далеку од она што се вика вистински светски стандард. Ние сме на почетокот од усвојувањето на сите тие процеси и во чекор, почнуваме да влегуваме во тој чекор на модерниот свет на библиотекарството. Ги имаме желбите, знаеме како, очекуваме лека полека со средства кои ќе добиваме, затоа што ништо не можете без поголема поддршка од Министерството за култура и воопшто од сите чинители кои можат да помогнат она што го знаете како искуство да го пренесете и да го претворите во практиката. Но во секој случај, ако направиме споредба како беше библиотекарството пред 10-15 години, какви беа условите во таа стара зграда каде што беше сместена библиотеката, која просторно навистина беше доста поголема и покомодна, така велат барем и колегите кои имале шанса да работат во таа зграда, каде што беа поделени на два ката детското и оделението за возрастни, и оделението каде што имаме за равнокрајни писатели и автори и така натаму. Но се надевам дека ние почнуваме еден процес кој е неповратен во смисла на следење на светските и европските трендови во библиотекарството, особено во сферата на библиотекарството и она што се вели веќе електронското следење на настаните и едноставно стигнување на тој чекор, особено за младата популација која знаеме дека веќе од дома чита книги, дури и ние или купува, следи што има ново и така натаму. Потоа би кажал дека ние во поглед на обработката на книжниот материјал, во поглед на она што се вели достапност на литературата, ги имаме веќе компјутеризирано, целиот фактички ајде да кажам фонд од книжевен веќе постои во компјутерска база на податоци, знаеме на кое место што имаме, дури до колку примероци тоа го имаме, знаеме врска со библиотеките, со Националната установа библиотека во Скопје, потоа Свети Климент Охридски, потоа со уште неколкуте национални установи и библиотеки во Македонија. Ние сме веќе влезени во тој компјутерски свет и во таа компјутерска мрежа одавна, но мислам дека подоцна тоа малку би го проговориле, што значи сега само почнуваме уште еден процес скалило по скалило, да одиме понатаму, за да бидеме посовремени и посовремени. Што добива Охрид? Добива поголем комунитет со библиотеката, по благопријатни услови. Се надевам дека ќе имаме
подобра комуникација со оние што ќе доаѓаат како читатели и дури и Нината ќе покаже дека се надевам дека ќе успееме дури со компјутеризацијата да дозволиме луѓето кои доаѓаат од сега освен што читаат дневен печат само како пишувана или на хартија, да читаат и преку компјутери, да можат да гуглаат, да се интересираат и да влегуваат со помош на нашите колеги во други системи на комуникација, ако им е потребна книга, да речеме од која била точка на земјиниот свет да можат да ја побараат, таму каде што има, ние да се доиспуваме и да можеме да ја набавиме на барање, се разбира со одредена услуга која сигурно ќе треба и да се наплаќа, знаеме дека како да ти работи. Така. Дали ќе добиеме и еден простор за читателите? Значи, дали ќе добиеме и една читална? Дали на оние влюбеници во книгата која што ќе позајмат од библиотеката па сакат тука можеби да ја читат, или пак имаме во нашиот град два факултети, односно еден факултет и еден универзитет, а немаме читална во градов. Факултетите имаат некои прилагодени простори за студентите, но не онаква читална како што би требало по сите стандарди. Дали овде ќе добиеме еден таков простор или? Најверојатно да, ќе го има. Ако во најмала рака тоа можеби ќе биде сегашната со не преадаптација или проширување, велико сето тоа зависи од тоа како ќе се обидеме и како ќе ги расположиме. Прва работа ни е заштитата на книжниот фонд. Многу книги се уште чекаат да бидат поставени на рафтовите и само од тоа зависи, бидејќи морам да признам, мора во илни на оние кои што размислуваат за библиотекарството и воопшто, тоа мислам на Министерството и на сите оние кои се засегнати, да размислуваат малку подолгорочно. Тоа сакав да ве прашам, колку сериозно се размислува на оваа тема? Например, еве, моите искуство покажува дека, например, за 6 месеци може би се пристигнати 200-300 книги. Може и во текот на една година ќе дојдат и до 1000 примероци. Зборувам хипотетички. Голема е продукцијата на книги во Македонија, независно не зборувам само за белетристика, туку и сето на што го добиваме секојдневно, периодика и така натаму, и треба да се размислува и да се прошири тој простор и да се гледа малку подолгорочно, затоа што не е наше само новото да го изложиме, туку како да го заштитиме и она што е многу вредно и трајно, а има податоци дека, поред она што успеав да го дознам, во нашата библиотека постојат книги кои потекнуваат дури од 18 век, и се под една постојана заштита, една збирка на такви книги кои се чуваат љубоморно и се надевам дека идејата е тие книги понатаму да бидат и конзервирани и добро заштитени, а од друга страна мислам дека лека полека ќе треба да почнуваме и да размислуваме и за библиотекарството, односно книгите и дел од тие книги не да само да може да се читаат вака како што ќе ги земеме во рака, туку едноставно да можеме и преку дигиталните сегашни направи, да речеме компјутерите, таблетите и така натаму, телефоните умни, да можеме да ги читаме и од дома. Така. Во тој поглед, рековме со колкав фонд како бројка располага нашата библиотека, но кој е квалитетот на делата со кои што располагате? Значи, дали на кој ниво се наоѓаме, еве, да не одиме подалеку во нашата држава од снабденост со книжен фонд? Од различни, рековме, и периоди и од различни жанрови. Оно што успеав да го фатам во овие 6 месеци е тоа, моето од првиот ден од вработувањето, влегов во таа шема, да морам да работам на ревизија на книжниот фонд. Значи, на секои 5 години се прави ревизија на книжниот фонд. Ова летото така се правеше некаде скоро 2 месеци. Таа основна библиотеката работеше сосема малку преку лето со насоченост на сите колеги вработени врз ревизијата. За од септември веќе поради условите кои мораме да ги имаме за училиштата и така натаму да ги отвориме вратите, но и паралелно работевме на тој процес. Библиотеката последниве неколку години, морам да признам дека се труди, според толку колку што има буџетот, колку што дозволува и барањата кои ги имаме и кои ги добиваме како средства од Министерството за култура во однос на набавка на книги, имаме слобода во тој однос. Би сакал да кажам дека Министерството односно нашата библиотека е во соработка со сите издавачки куќи во Македонија. Речиси секојдневно добиваме нивни податоци преку мејлови, каде што нудат што тие издаваат. И нашата библиотека може би е една од ретките во Македонија последниве години, па и ова година 2 наназад, која што се труди да има баре по 1 или 2 примероци од речици се што се издава во Македонија и го следиме тој тренд и чекор на она што бара публиката.
дали тоа од белетристиката, дали тоа од науката, од историјата и така натаму, она што е тренд и што можеме да го, што мислам дека го читаат секаде, не само низ Македонија, туку во регионот и пошироко. Морам да признам, се трудиме пред се да дадеме простор не сам на она преведена литература, на македонски јазик, но ги имаме и другите изданија, дури сега и почесто дури може да се сретнат изданија кои се на англиски јазик, директно затоа што сега популацијата се повеќе паралелно го говори како македонскиот и англискиот, би рекол. Така. Или другите светски јазици. Каква е издавачката дејност во државава? Се издаваат ли нови изданија, книги, се пишува ли воопшто авторите, дали се стимулирани да пишуваат нови дела? Чудна работа. Мала држава со над 2 милиони жители, а имаме можеби рекордни издавачки број на куќи, уште повеќе и голем број, можеби на по број на глава на жители, најмногу писатели и творци, што можеби може да ни да каже дека тоа е можеби од природата, воздухот, водата, не знам што би се рекло, малку да се пошегуваме. Так. Очигледно сме нација која сака да пишува и да чита и да твори. Очигледно ги има, но лека полека мислам дека и тој пазар почнува да се окрупнува, а од друга страна и да си го најде вистинското место. Може и Македонија е единствената држава за среќа, со децении, би рекол, не само сега последниве неколку години, зависно сега постепено, тоа не би можел да зборувам во кој процент и колку финансиски се помагаат издавачките куќи, се објавуваат годишни конкурси на кои издавачите конкурираат и така ја помагаат, да речам, таа продукција. Имаме покрај тие дела кои што се издаваат со финансиски средства делумно или целосно Министерството за култура, се издаваат и приватни изданија, но убаво е што ете државата води грижа, тоа е знак колку ние си го цениме и јазикот и нашата култура и пишана реч и мислиме дека е добро. Не е се секогаш се комерцијално и не оди секогаш како алва, но има вредности за кои иако нема може и во моментот интерес, но убаво е да се издадат и да се имаат во колекцијата, како што и ние така се трудиме во нашата издавачка програма, да речеме да имаме, да застапиме пред се охридски автори, да стимулираме, да им помогнеме, не толку финансиски, можеби многу повеќе во тоа логистички, како треба да изгледа една книга, што треба да сторат, како да се најдат рецензенти, лектори, кој е патот до издавањето на книгата. Значи и тоа го работиме несебично и им помагаме не само на оние кои се веќе етаблирани автори, туку напротив и на оние кои сега како наплив млада генерација доаѓаат. Така. Едно со друго е поврзано. Прашањето што ќе го поставам произлегува од ова претходно што го разговаравме. Колку има читателска публика? Значи колку се чита? И еве колку младите сакаат да читаат, затоа што повозрастните генерации веќе оние што се читатели, што се љубители на пишаниот збор, најголем дел од делата ги имаат веќе прочитано. Сега на младите останува тие да читаат. Колку имате Поратоците велат дека во библиотеката вкупно во двата сектори, значи во оделението за возрастни и оделението за деца, така се поделени, иако сега е на еден земнички пулт се издаваат книгите и земните и другите. Тоа е она што велиме дека можеби во догледно време ќе се поделат тие две оделенија. Просто народски би рекол да се чудиш, нашиот народ многу сака да чита очигледно. Ови 6 месеци гледам дека лицето на нашата институција се токму колегите кои работаат токму на тој пулт во 2 смени од 8:30 па се до 18:30 попладне и тие се доста многу љубезни и со трпение ги услужуваат луѓето, бараат за нив она што тие го бараат и така натаму, претураат по интернетот би се рекол и по она што го има нашата библиотека. Можам да кажам дека слободно дека во овој момент имаме околу 1500 редовни читатели, што не е ниту мала, ниту некоја преголема бројка, но е континуирана. И убаво е што задоволство посебно ми паѓа како човек кога ќе видам различни генерации кои чекаат на пултот, од оние најмладите кои читаат книгата како задолжителна лектира, до оние возрастните кои се веќе пензионери и кои сакаат да си го пополнат своето време со нешто убаво и корисно или да се чувствуваат да речам убаво кога читаат некоја убава литература, независно дали тоа белетристика, и гледам дека мнозина повторно почнуваат да ги читаат класиците,
кои што на времето ме ги читале еднаш или два пати, ама сега секоја книга која ќе прочитате, независно во кој период од животот ја доживувате, можам да кажам, дури мене ми се случи во неколку наврати во овој мој живот да ја прочитам автобиографијата и секогаш на Григор Прличев, на нашиот патрон, и при секое читање, верувај колешке, јас откривам некои нови детали кои претходниот пат не сум ги забележал или не ми оставиле такво сеќавање, како што тоа, да речеме, сега на овие години и со тоа препрочитување го правам. Знам дека може и повеќе, ние правиме таква популаризација на книгата и би сакал за тоа малку да проговориме подоцна, затоа што како делови да се осврнеме колку ние сме, да речеме, и интериерно и екстериерно вклучени во тој процес на издавање и на популаризација на книгата. Така. Овде веќе ни завршува првиот дел од емисијата. Разговорот си оди. Јас не морам и многу да поставувам прашања кога имаш работа со добар соговорник. Благодарам. Да, времето веднаш поминува. Значи ќе направиме една кратка пауза и потоа за се она што досега го преземате како активности за стимулирање и поттикнување на читателите, но и за сите оние проекти кои што ќе бидат во ова тековна година. Најголемиот производител на мебел во Македонија, Мебелви, со свој голем продажен центар со површина од 2800 метри квадратни во Битола, место за секој кој бара исклучителен квалитет, достапна цена и голем избор. На една локација може да се најде целокупниот асортиман на производи на Мебелви, како и производите од премиум програмата Мондиви, душеците од Алегро и производите од супер популарниот Статус. Повелете во салонот на Мебелви во Битола на Краварски пат. Кам постојано ниски цени. Дуња 1 килограм 70 денари. Брашно 2 килограми 39 денари. Шампон 750 милилитри 139 денари. Електрично гезве 799 денари. Бокал 619 денари. Кам, купувај мудро. Празнична акција во Кармен Бау Центар. Разубавете ги вашите подови со производи од добро познатиот бренд Swiss Chrono. За истакнување е новиот производ во нашиот продажен салон Таркет. Трослоен паркет во многу нијанси и дезени, сортирани во 14 колекции. Кармен Бау Центар. Не ја пропуштајте можноста да ги пробате квалитетните јадења во Бистро Вилидж. Сега по уште пониски цени. Покрај стандардната понуда, менито го збогативме со нови оброци. Колбас со гравче за 85 денари. Пилешко Визенхоф, германски квалитет. Батак со карабатак за 80 денари. Половина печено пиле за 110 денари. Пилешково кари сос за 90 денари. Пилешки стек за 90 денари. Похован пилешки стек за 95 денари. И сето тоа со гарнир по избор. Комплексот Вилидж Вања Камчев се наоѓа на 250 метри од меѓуградската автобуска станица. Малку одмор, ние си продолжуваме со моабетот, разговараме за Националната установа библиотеката Григор Прличев
Некој можеби ќе се збуни кога ќе види дека мој гостин е Милчо Јовановски, мој колега, но тој од неодамна е дел од ова национална установа. Можам да видам, јасно е, значи, тоа дека си се пронајде себе си, не дека новинарството тоа ти е прва љубов и секогаш ќе остане, и тоа се провлекува во секоја друга професија, но гледам дека и ваму се пронајде, задоволен си од тоа што го работиш и веќе воведуваш некои новитети во работењето на национална установа, не дека претходно можеби ги немало, но сега тоа е поинтензивирано, појавно е и медиумите се, значи, запознаени што се случува таму, а ако се медиумите, тогаш се и граѓаните, и така веќе тој круг некако се затвара. Може би не ќе биде многу компарацијава така умесна, ма ќе ја речам во Холивуд, нели, како им велат на глумците, односно на новинарите, пишувајте нешто лошо, само да не има. Так. Напротив, ние сакаме да се пишува за библиотеката и да не има, ама по работи, по проекти кои ги работиме, за кои се трудиме да имаат вистинска основа и да имаат бекграунд. Значи, од која ќе се завршат да имаат ефект од сето тоа, да не се само празна хартија и нешто што ќе остане само било и поминало. Точно така. Секогаш велам дека кој што знае правилно да ги користи медиумите може многу да добие. Се она што се случува треба јавно да се каже за да знаат луѓето што се работи, што се прави, што се планира. Некои настани остануваат незабележани затоа што не се добро граѓаните информирани. Еве вие работите на тој план, значи се поинтензивно, добиваме известувања што се случува, што ќе се случува, некаква промоција и некакви поетски читања. Значи се нешто. Во интерес на времето, колешки, ќе ми дозволиш, имам малку да го прочитам, затоа што ако и почне да го прераскажуваме, ќе фати повеќе. Значи, лани проведовме законска телевизија, како што реков, на целокупниот книжевен фонд, а паралелно работевме и на популаризацијата на книгата и нејзиното доближување до читателите. Во изминативе 12 месеци, значи минатата година, во приличевата ода, како што нарекуваме нашата читална, беа одржани над 30 промоции, други промотивни средби со автори од Охрид, Македонија, но и од Хрватска, Бугарија и Србија. Од промоциите кои беа така позабележителни, би ги споменал во оваа пригода промоцијата на книги од Славе Ѓорго Димовски, потоа доктор академик Миле Мичуновиќ, колегата Тоди Илиевски, писателот Мирко Томовски. Лани ја поставивме и титулата почесен член на Националната установа библиотека Григор Прличев, па така на таа листа веќе се запиша 5 автори: Славе Катин, Вера Самарјанин, доктор Томе Груевски. Всушност, тоа него ја промовиравме и втората книга за охриѓанецот Коста Сташаков, првиот македонски новинар, кој потекнува од Охрид, веќе како што слушнавте. Го представивме роднокрајниот автор Наум Трајчевски, кој живее во Австралија, ја доби наградата за најдобро поетско дело за поминатата 2018 година, од минато време, на Струшките вечери на поезијата. Потоа одбележавме еден голем јубилеј, 5 децении од порештвото на нашиот Милен Наумовски Брсјак, а со благодарници од наша страна, по големиот јубилеј 40 години, ја дарувавме од постојањето, значи, и го дарувавме литературното друштво Григор Прличев, кој работи во Сиднеј, Австралија, и во кој сме во комуникација десетини години, може би 2 децении назад. Со пригодна програма беа одбележани Прличевите беседи минатата година, потоа 150 години од раѓањето на охриѓанецот Евтим Спространов, собирач на народни отворби, а поставивме неколку изложби на книги посветени на творештвото на Живко Чинго и Блаже Тренески и на Свети Климент Охридски во македонската книжевност и научна мисла, тоа во рамките на 8-декемвриските прослави. По моето доаѓање во ова институција, во Националната установа библиотека, предложив, а беше тоа прифатено од колегите, секој месец да се одбележуваат родендените на охридските роднокрајни автори и поставуваме мали мини изложби во нашата Прличева ода од нивното творештво. Потоа, рековме, ова е новина, исто така прогласуваме почесни членови на библиотеката, оние кои прават промоции, но оние кои во сите овие години го заслужиле тој епитет. Значи, има уште многу работи за кои би сакал да одговоруваме, но мислам дека ајде, можеме и да поставиме некое прашање. Се во ова што го наброја так импонира, но предпоставувам дека целта не е за да ги импресионирате граѓаните, туку да постигнете нешто конкретно, тоа е да привлечете што поголем број заинтересирани за пишаниот збор и за книгата. Во октомври месец се постигнува ли
Еве, целта. токму тоа е работата. Значи, ние ја отвораме библиотеката за читателите, не само на пултот, туку напротив и внатре. Успеавме покрај оние редовни покани кои што ги праќаме, да го следиме овој модерен трет, како што реков, компјутеризацијата, да направиме своја Facebook страница. Од порано ја имавме и претходно, но уште сега да речеме на некој начин ја ажурираме се почесто таа интернет страница, односно веб страница на библиотеката. Речиси на еднаш неделно ги поместуваме новите книги кои ги обработуваме и кои може веќе да се најдат на пултот. Потоа направивме една нова листа на луѓе кои ги покануваме ја ажуриравме таа листа и истовремено испраќаме покани по мејлови до луѓето, дури и по Facebook. Направивме посебна група за промоции на книги, во кои што ги вклучуваме сите оние кои се жедни за да дојдат на промоции, да чујат што се случува ново во литературата, ги покануваме и на нашиот пулт оставаме еден анкетен прашалник во кој ги замолуваме да се изјаснат дали сакат и на кој начин да ги информираме за настаните кои ќе се случуваат во нашата институција. Дозволете да кажам дека во октомври минатата година, во рамките на месецот на книгата, во соработка со издавачката куќа Матица Македонска, ние имавме една недела всушност сајам на книгата, кој предизвика огромно внимание, заедно со книжарницата Просвета од Охрид. Делата беа дури до 50% поевтини отколку во редовна цена и тоа беше вистински бум. А кога ќе зборуваме за тоа што ќе следи, сигурно можам да кажам од сега дека сигурно сега ќе зборуваме за тоа, да, следствено на ова, да. Сакам да кажам само уште дека во рамките на 19-тиот општински надпревар млади библиотекари и победник беше Борче Исаковски од основното училиште Христо Узунов, а тој стана и државен првак или на одржаниот надпревар во Демихисар, а во нашата библиотека токму во таа насока на популаризација не само на книгата, туку и восприемање на таа млада генерација, одржавме во соработка со Одруженијето за иновации во библиотечното работење и Нова ЛИП и во Охридската библиотека се одржа еднодневна обука во која средношколци од Охрид се вклучија во проектот за помош на млади при изработка на студиите и нивна конкурентност на пазарот на труд. Го проведовме литературниот конкурс преку книгата Откривам нови светови, а бевме во предновогодишна посета и на основното училиште Братство единство и се дружевме со децата и заеднички си ги поделивме радостите, читајќи песни за Дедо Мраз, за снегот, за снегулките и за сето оно што се вика и на еден зимски амбиент, и таа практика ќе продолжиме да ја правиме и во наредниот период. Ме подсети ова на моето детство, кога се случува вакви настани. Убаво е тоа да се возобнови и децата од мали нодзе да се научат што е книга и да ја засакат. Кои ви се плановите за веќе тековната 2019-та, што ќе ви биде приоритет во оваа година? Приоритет ќе ни биде, рековме, прво преселувањето, поставувањето на книгите, оно што треба да си го најдат вистинското место. Потоа приоритет ќе ни бидат читателите, да можеме што поквалитетно да ги услужуваме и да имаме што поширок круг на нови наслови, како ќе привлечеме, би привлекли нов број на луѓе кои ќе се зачленат. Можам да кажам дека символична е цената за зачленување во нашата библиотека, е само 300 денари годишно, може да се плати на 2 рати, значи на по 6 месеци. Да, се правиме во интерес на луѓето, може да ги зачуваат книгите најмногу, мислам дека до 20 дена, нечи 10 плюс 10. Дали се одговорни читателите? Во која состојба ги враќаат книгите? Во последно време, оно што можам да го кажам, дека се навистина добри, но има и книги кои, за жал, понекогаш се оштетуваат и ние, дури има еден голем број на книги кои се уште исчезнуваат и не се вратени, иако се знаат каде се и во чии раце. Тешко е да се направат, да се принуди некој тоа да го стори, да не правиме сега судски процеси, како што велат и за книгите. Но мислам дека време е да апелираме и од ова место, оние кои што имаат книги, кои не ги вратиле по XX случаи, дека нема да ги казниме, туку едноставно нека дојдат, нека ги вратат, за да можат да ги читаат и другите. Мислам дека тоа ќе биде најубавото нешто што ќе го сторат во новата година, да ни помогнат и нам, а и можеби и на оние кои допрва ги чекаат тие книги да ги читаат.
Ќе продолжиме во оваа година со работката со Основното музичко училиште Методи Патче, со проектот Вие нам музика, ние нам книга. На секоја промоција ни доаѓаат по некој млад музичар од ова училиште, ќе ни отвори по некоја своја композиција. Можеби тоа ќе биде првиот аплауз за нив. Ние им подаруваме или авторите по една книга од тоа што се промовира и така ја шириме таа читачка култура и помеѓу младите генерации, но и меѓу повозрастните. Така. Се планираат бројни активности, бројни промоции, тоа се работи во тек, ние сме отворени за соработка, ги очекуваме сите оние кои што издаваат во Македонија да ни се приклучат. Еве денови имаме контакти со Друштвото на писателите на Македонија во врска со Прличевите беседи кои ни следат и договоривме начелно од средба со која ќе се договори некоја, да речем, некоја динамика на средби со писатели, македонски автори кои ретко можеме да ги видиме овдека и низ тој жив контакт да чуеме како тие пишуваат книги и како дошле до создавање на книгите кои за нас се вистински херои и юнаци кога ќе ги читаме или можеби се препознаваме во ликовите кои тие ги опишале. Така. Всушност една од провокациите да викнам некој представник од библиотеката Григор Прличев беше и тоа што сега ви се наближува вашиот патронен празник, денот на Григор Прличев, на големиот денот на смртта на Прличев, кој се одбележува како Прличеви беседи со децении. Еве, јас веќе е готова нашата програма. Вчера имавме состанок во општина Охрид, каде не бевме повикани од страна на оделението за култура и господинот Митре Велјановски, за да ги дефинираме работите и да нема повторување и поклопување на станите кои што ќе се случуваат и во програмите. Ние, значи, патронот го одбележува 3 институции, нашата Националната установа библиотека, потоа Националната установа Центар за култура Григор Прличев и Основното училиште Григор Прличев. И нормално ги усогласивме нештата. Јас би кажал само неколку збора за нашата програма. Другите осигурено денови во вашите информативни емисии, вие ќе повторите тоа. Ќе си кажа за својот дел. Дел од овие настани се заеднички. Почиваме на 5 февруари. Ова зборувам за настаните што ќе се случат кај нас и во наша близина. Тоа е со промоцијата на монографијата Поетка Нојко Велестово, по повод јубилеот 30 години од манифестацијата. Промотор ќе биде доктор Димитар Пандев, а организатор е општина Охрид. Ќе се користи нашата просторија и читална. Оба книга требаше да биде, колку што знам, промовирана во текот на декември, но со тоа што ни се случи и ненадејната смрт на нашиот почитуван градоначалник Јован Стојановски, сите тие работи беа одложени. И еве наоѓаме сила, наоѓаат и организаторите од општината и Поетската Нојко Велестово, кои има силно крило, би рекол, во него, да ја промовираат сега. Потоа на 6 февруари следниот ден, тоа е среда, започнуваат активностите со полагање на лоборов венец кај нас и свежо цвеќе и беседа за поетот Прличев пред бихтата пред Националната установа библиотека Григор Прличев ќе одржи секретарот на Друштвото на писателите на Македонија Мишел Павловски. А веднаш потоа во 13, ова е во 12:45, а во 13 часот ќе започне делот со портретот на писателот и поет Видој Величевски, кој минатата година е добина високата награда општинска Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2018 година. Беседници за неговото творештво и живот ќе бидат Горијан Петревски и Славе Ѓоргодимовски. А веднаш потоа ќе го прикажеме и 30-минутниот филм Колаж од животот на Прличев, видеопроект, го работев јас. За токму тоа е еден сегмент во кој ќе понатаму ќе треба да живее меѓу училиштата и учениците, особено оние кои сега во 9-то одделение го одработуваат делото и творештвото на Прличев и ќе ја заокружиме целата тој дел кај нас со охридската традиционална визита, со локум, вино, леблебија, па повелете и вие и сите оние кои што не слушаат и гледаат да дојдат и да го почувствуваат духот на Прличев од 19-тиот во 21-виот век. Така. Вековите се, годините минуваат, дури вековите, дури веќе еве, ние сме во нов милениум. Но сепак значењето на книгата останува и мислам дека иако сега сме во една ера на една технолошка експанзија, она чувство кога ќе ја земеш книгата в раце и кога ќе ја читаш, кога ќе ги превртуваш низините страници, па можеш пак да се навраќаш, па да ја препрочитуваш во различни периоди од својот живот и поинаку да ја доживуваш, мислам дека тоа никогаш нема да избледне. И се надевам дека младите генерации ќе се свесни што значи, какво богатство значи да се чита и да се читат делата. Значи,
секој си има свој вкус, Да. секој си има своја определба, но сепак што повеќе се прочита, видиците многу повеќе се прошируваат. Точно така, мораме да признаеме дека и покрај сите нови медиуми кои се појавуваат во смисла на оваа технолошка револуција која што туку започна, би рекол, во 21 век, кој уште што ќе ни се случи во тој поглед. Се надевам дека ќе биде тоа во корис на животот и олеснувањето, а не повеќе како штета на човештвото. Навистина книгата остана најтраен медиум. Можете да направите нешто на CD, можете да CD-то после 10 години можеби да биде уништено, да не ви работи, да имате можеби хард диск па да ви прегори, да се расипа, да се оштети, да немате ништо од тоа. И се уште можам да помислам дека книгата е таа можеби највредната која поминала и пожари, и поплави и така натаму, и векови, и ја има, и можеби пожолтена, изискината, залепена, повторно го има тој мирис на нештото и патината од годините. Она што е натре запишано останува за секогаш. Простете, јас само уште нешто заборавив во оние активности кои ни се оваа година. Во соработка со општина Охрид имаме и други институции од нашиот град. Ова 2019 ќе бидат одбележани 185 години од раѓањето и 110 години од смртта на Кузман Шапкарев, потоа 140 години од раѓањето на Коста Абраш и 150 години од раѓањето и 105 години од смртта на уште еден преродбеник Стефан Јакимов Дедов, сите охриѓани. А во средината на мај и во јуни ќе се одржат денови на детската литература кои допрва треба да ги осмислиме со општината во наша заедничка соработка и заедно најверојатно со училиштата и Друштвото на писателите на Македонија. А верувам дека и понатаму, како што реков, ќе даваме поддршка не само на младите, туку и на повозрастните, оние кои што се колебаат дали да почнат да пишуваат, да создадат ново дело и така натаму, како е патот за да се издаде. Така. Бидејќи за ова година со проекти се аплицира уште од минатата година до ресорното министерство, тоа го направи Националната установа библиотеката Григор Прличев. Колку тие проекти ви се прифатени, колку средства ви се дадени, затоа што можете да имате многу желби, многу идеи, но за жал потребни се пари за сето тоа да се реализира. Реков и на почетокот, се уште ги немаме тие податоци. Значи, Министерството, институциите од културата прават конкурираат на посебен конкурс надвор од она што е други институции или поединци. Тој конкурс веќе заврши за другите поединци и така натаму, нели? Сега се чекаат и резултати некаде на почетокот од февруари. А овие исто така веќе се обработуваат и на поинаков начин сето тоа се гледа, тој колор се дели поинаку според потребите на секоја институција за што треба. Само знам дека нашата институција покрај за осовременување на овој дел нов простор во кој што треба да влеземе, дека се подадени или барање одавна за препокривање на тој нов простор, кој што за жал понекаде прокиснува, а и за адаптација на овој стар дел, кој што ќе треба да се стави во нова функција, да му се даде таа нова содржина за која зборуваме веќе скоро час време, можеби. Така, па веќе тука наближуваме. Уште ова за самиот крај. Милчо, се надевам дека ќе бидеме сведоци. Бевме сведоци на старата библиотека, така викаме, таа што беше срушена на просторот каде што е. И библиотекарите кои не прашува да се уверат дали сме прочитале, да им раскажеме по некој дел? Да, бевме, значи, еве, ние овие генерации, затекнавме таа библиотека, еве сега и ова библиотека каде што е во овој простор, па сега и во новиот малку проширена посовременета, но се надевам искрено дека ќе бидеме сведоци на една современа библиотека по сите светски стандарди, каква што заслужува нашиот град, бидејќи и ова сега што ќе го добиеме ќе биде некаков субститут, значи не е она што на вистина на Охрид му треба. Точно така. Ова е моје видување, значи лично како тазев работен би рекол во таа институција, но и како човек кој ги следи културните збинувања во Охрид скоро 40 години. Покрај оние нови вработени, уште четворица покрај мене влегува во библиотеката во истиот овој период, значи добивме една свежа крв токму таму и сега сме веќе 18 луѓе кои работат на токму тој процес во неколку сфери на библиотеката, во неколку оделенија. Потребно е сигурно на Охрид како град не само нова библиотека современа, затоа што Охрид го викаме дека е книжевен и културен центар низ вековите, бил и ќе остане како таков и заслужува не само ние како вработени туку градот, заслужува подобар третман на
книгата и подобар третман на библиотеката. Исто така како што со до години се зборува за тоа дека на Охрид му недостига функционален центар за култура, потоа сцена посебна за театарот, потоа концертна сала која ќе биде кога веќе нема да стрепиме дали на Охридско лето ќе врне или не, каде што ќе настапуваат музичарите од еден повисок ранг, би рекол, или по инаква основа која што или поголема бројка на публика да привлечеме, не само тоа колку што збира Света Софија или спортската сала која за жал не е акустична, но понекогаш и се користи за концерти и така натаму. Так. Се надевам дека во догледно време пред се ние како вработени ќе притискаме и ќе бараме кај институциите, а треба тоа сигурно да го правиме во заеднички корелација со Министерството за култура, каде што имаме вистинско разбирање, но треба да знаеме колкав е буџетот на државата. И јас мислам дека и нината на нашата библиотека и воопшто на библиотекарството и на културата, кога веќе Македонија влегува во тие други процеси, приближување кон Европа и така натаму, мораме да ги бараме и преку конкурирање на низа меѓународни проекти. Еден таков веќе ние почнавме во Затародиш да го работиме, дали ќе го добиеме, ќе информираме по текот на оваа година. И мислам дека таму е тоа вистинско место да си ги подобриме условите не само за нас како вработени, туку и воопшто за институцијата и за луѓето кои доаѓаат секојдневно кај нас. Така. Луѓето доаѓаат и заминуваат, но остануваат делата, дали се пишаните дела, дали се оние архитектонски, еве, библиотека, центар за култура или како ќе биде тоа се осмислено, значи треба да добиеме соодветен простор за сите културни институции. Кога се зборува за културата, не треба да се гледа низ политичка призма, туку напротив, кај нас барем така гледаме и во институцијата, сите подеднакво се застапени, сите автори и сите луѓе ги имаме расширено рацете да ги примеме со нивните работи. Се надевам дека и сите и политичките партии или па јавноста не доживува како такви низ таква диоптрија. Така, се надевам дека е така. Так. Благодарам за овој разговор, за твоето учество во Лупа, до некој наредно видување во некоја друга твоја сфера. Благодарам, имаш многу интереси, затоа со право си многу пати наш гостин. Колешке, ме почести со гостувањето во име на Националната установа и во име на директорката Гордана Змејковска, а токму неа и во име на сите наши вработени во институцијата. Јас за вашата, би рекол, редакцијска библиотека ќе ви подарам нешто што ние го издадовме како издавачи во текот на минатата 2019-та. Не е со ред, ама не е битно. Прво фотографиите зборуваат за Охрид од 20-тиот век, од нашиот академик Миле Мичунович. Потоа книгата за кој говори за Константин С. Шахов, книжевност, од почитуваниот доктор Томе Груевски. И се разбира, една млада авторка, трагач низ времето, тоа е книгата, поетска книга на нашата Кристина Трајковска-Рудевска, која предизвика вистински интерес кај нас. И ете, нека остане како трага и како белек од ова наше дружење, ова да остане и во вашата редакцијска библиотека и да потсетува дека треба почесто да не посетуват. Да, така. Благодарам за овај вонвременски подарок, значи книгата, рековме, нема време, нема рок на траење. Ќе си го најдат своето место на нашите полици и на вистина. Секогаш со задоволство ќе се навраќаме и добро е да се навраќаме на пишаниот збор и уште еднаш да ги препрочитуваме некои дела и да ги видиме од поинаква призма. Благодарам уште еднаш за учеството. Благодарам ви, поведете на Парличеви беседи 2019. Секако визитата не ја пропуштаме. Ве очекуваме. Благодарам.